Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Филипче одби лидерска средба. Средба нема, техничката влада останува. За Мицковски одлуката е неодговорна. Пораките се збунувачки, доскоро тие бараа лидерска средба, сега кога има лидерска средба, ја одбиваат. Инфлација од 4,1% на годишно ниво измери државната статистика. Во 2025-та поскапело речиси се, дали затворањето на маркети ќе ги стабилизира цените годинава. Поројните дождови предизвикаа поплави, алармантно во Кичево, над 100 жители евакуирани во спортската сала, жолт аларм и излевање на реките низ целата држава. Грипот ги полни амбулантите. Институтот за јавно здравје бележи за над 2 пати повеќе болни за една недела. Агент на Федералната служба за имиграција уби жена во Минеаполис. Федералните власти тврдат дека било самоодбрана. За локалните потегот е неоправдан. А во овие вести во живо информираме за состојбата во поплавените региони. Останете со нас. Лидерот на СДСМ Венко Филипче експресно ја одби поканата за лидерска средба на која меѓу другото, според најавите, треба да се најде и укинувањето на техничка влада пред изборе. Филипче вели дека ова е реализација на планот кој неговата партија го открила, а води кон предвремени избори. Според Мицковски, потегот е неодговорен. Од ДУИ ќе чекаат поканата, па ќе одговарат на тоа дали ќе учествуваат на лидерска средба. Катерина Нешкова ги има деталите. Филипче не седнува на лидерска маса со Мицковски. Лидерот на СДСМ го одби предлогот на премиерот за средба на која парламентарните партии требаше да разговараат за заглавениот избор на народен правобранител, за реформските закони поврзани со евроинтеграциите, но и за укинување на техничката влада пред избори. Доколку сакаат избори, Филипче им порача на ВМРО ДПМН и Знам сами да се ги распишат. Ги стави канџите во правосудството, превзема целосна контрола врз обвинителството, носи измени на кривичниот законник спротивно од препораките на Европската Унија, тоа го прави за заштита на криминалот на власта, донесе резолуција за укинување на слободата на говор на опозицијата, со тоа ја загуши дополнително демократијата, и донесе закон за полиција, за целосна партизација и за бркање на професионалците. Да не бе овие чекори, можда и можеше да се разговара, ама ова е класична мафија. Со криминалци кои се обидуваат да узурпираат се и да се спасат себе си, нема седнување на маса за техничката влада. Има само одговорност. Сето она што СДСМ го говори во изминатиот еден месец, сега се случува пред очите на граѓаните. СДСМ во текот на изминатиот мандат беше согласна техничката влада да се тргне од законот за влада како привремено решение воспоставено за изборите во 2016. Но сега се предомислуваат, бидејќи како што велат, владењето на ВМРО ДПМН е покажало дека партијата не ги сменила навиките и се уште влада е недемократски. Доколку сепак власта го послуша советот на Филипче и самостојно ја укине техничката влада и распиша избори, СДСМ ќе учествува во изборниот процес. Од ДУИ пак се воздржани. Поканата се уште не е испратена, туку само најавена. Кога ќе пристигне, ќе градиме став во врска со неа, велат оттаму. По ставот на Филипче дека нема да седне на иста маса со Мицковски, премиерот денеска оцени дека СДСМ се однесува незрело и неодговорно. Имаме многу закони кои што ценат дека треба во еден инклузивен процес, иако ќе повторам, нас апсолутното мнозинство во парламентот ни овозможува и без консултации со опозицијата тоа да го правиме. Но ете, за жал, имаме неодговорна, неконструктивна опозиција, безидејна опозиција која што се служи со вакви квалификации, како што денеска ги слушнавме на пресконференцијата од страна на господинот Филипче. Во ред, предпоставувам и ваквото однесување негово на ваков тип на обраќање во јавноста е составен дел од неговиот менаџерски договор кој што го има подпишано како председател на СДСМ во овој момент, па предпоставувам дел од врските кои што треба да ги одработи, а се содржани во тој менаџерски договор, и ваквите навреди кон владата и одбивањето на вакви средби. Лидерската средба Мицковски ја планирал за 14 јануари, пред неговото заменување на конференцијата во Давос.
И покрај одбивањето на СДСМ да учествува, премиерот не се откажува од средбата и најави дека до утре ќе испрати официјални покани. Од коалициската вреди ја поздравија иницијативата на Мицкоски и потврдија учество на средбата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Минатата 2025 година поскапело речиси се, покажуваат анализите на Државниот завод за статистика. На годишно ниво инфлацијата била 4,1%. Од владата најавија затворање на маркети кои не ги почитувале законските обврски. Но дали тоа ќе може да ги стабилизира цените годинава? Одговори повера Наташа Мерсовска. Инфлација од 4,1% на годишно ниво измери статистиката. За една година најголем скок на цените е регистриран кај храната и безалкохолните пијалоци, но значително поскапеле и рестораните и хотелите, како и културата и рекреацијата. Цените на мало пак бележат скок од 3,6% во 25-та во споредба со 2024 година. Поскапело речиси се, овошјето за над 17%, безалкохолните пијалоци за 16%, месото над 7%, млекото и млечните производи над 6%. Единствено лани сме јаделе поевтин зеленчук. И додека во светот цените паѓаат, растот кај нас е драстичен. Виновни за високите цени, според анализите на владата, се маркетите, кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики и ставаат високи маржи. Докази велат дека има и најавија клучна врата ако продолжат да го кршат законот. Од Сојузот на стопански комори, чии членки се ланците маркети, велат дека законот треба да се почитува. Ако владата има докази, слободно нека казнува. Инаку Евростат објави намалување на годишната инфлација во еврозоната, а и ФАО падна цените на храната трет месец поред. Декемвриските бројки ќе ги соопштат утре, но сите очекуваат падот на цените кај месото, млечните производи, шеќерот и растителните масти да продолжи. Единствено кај житарките е можно благо зголемување. Инаку првичните планови на владата беа инфлацијата во 2025-та да се спушти на 2,8%, а потоа е ревидираа на 3,9%. Пониска инфлација од 2,5% се очекува оваа година. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Бројните дождови предизвикаа поплави. Алармантно во Кичево. Над 100 жители евакуирани во спортската сала. Жолт аларм и излевање на реките низ целата држава. Грипот ги полни амбулантите. Институтот за јавно здравје бележи за над 2 пати повеќе болни за една недела. Обилните врнежи од дожд предизвикаа проблеми низ целата држава. Најсериозно е во Кичево, но излевање на реки има низ целата држава. Информациите ги следи колешката Тамара Дичевска. Имаме во живо од пред Центарот за управување со кризи. Тамара, кои се последните информации? Да, по синокишните врнежи, поплави, излевање на речни корита, меѓутоа и одрони имаше во повеќе региони низ Македонија, но најкритично беше во Кичево. Излевањето на речното корито по обилните врнежи од дожд остави над 100 жители од Кичево без живеалишта. Велат нивните куќи се целосно поплавени, во некои куќи имало и по 2 метри вода, поплавена им е цела опремнина во живеалиштата и велат дека немаат ниту каде да одат со нивните мали деца. Во моментов тие се сместени во спортската сала во Кичево. Привремено се дури не се реши овој проблем. Денеска ги посети градоначалникот на Кичево, кој што кажа дека во моментов те имаат некои основни услови во спортската сала, односно обезбедени им се душеци, храна и грење, меѓутоа мора да се најде трајно решение за овој нивен проблем, со оглед на тоа што на секој 2 до 3 години тоа место во Кичево се поплавува, како и нивните домови. Деталите од поплавите, поплавините куќи, меѓутоа и каде се сместени во моментов овие жители на Кичево ги гледаме во прилогот. На стотина жители од Кичево целосно им се уништени домовите по вчерашните обилни дождови. Бидејќи во моментов нема услови да живеат во нивните поплавени куќи, сместени се во спортската сала Христо Узунов во Кичево. По вчерашното излевање на реката, во очај вела дека се оставени без ништо, немаат ниту функционален дом, поплавена им е целата опремнина, а немаат ниту каде да одат со нивните деца. Значи ова не е срамота. Поплави, све, стресо, едно, друго. Може да видите и сами. Значи имаме многу вода, многу голема поплава, значи многу куќи поплавени имаме овдека. А кајде ојме ние утредемца да скијаме пак во вода, натеко све ни е поплавено. Тепици, јоргани, едно, друго, кајде ојме ние да скијаме? Многу лошо.
да има некој куќи по 2 метра сигурно направи. Кај мене не беше баш толку дека е 70-80 сантими. 30 години су па можда 10 пати. 10 пати ова. По поплавите, откако беа сместени во спортската сала, денеска ги посети градоначалникот на Кичево. Тој вели дека им се обезбедени душеци, грејење и храна. Поради големото количество на вода, службите не можат да влезат со механизацијата да го расчистат теренот. Формиран е кризен штаб, ќе ги посетуваат лекари 2 пати дневно и ќе бидат ангажирани хигиеничарки од општината да одржуваат хигиената. Формиравме кризен штаб, со тој кризен штаб одлучивме времено да ги сместиме тие најзагрозените што немаат каде да се сместат во оваа спортска сала. За среќа колку толку има грејање. Во соработка со Црвен крст обезбедивме креветши, обезбедивме ќебиња, нешто храна. Дел ќе донира самата општина Кичево, дел ќе видиме со кого имаме соработка како општина и локална самоуправа од рестораните што може да споделат за да имаат топол оброк. Планот на општината е откако ќе се повлече нивото на реката да се направи конечно насип за да не се излева реката при обилни дождови. На неколку години, при непогодно време, постојано им се поплавуваат домовите на овие жители, бидејќи живеат многу блиску до реката. При првата можност која ќе може да влезат машините, прво ќе се исчисти речното корито, значи тоа планираме, да речеме од утре, ако дадат условите, да се направи еден насип за да не доаѓа повеќе вода на страната на куќите на оштетените. Потоа веќе во втора фаза ќе се направи еден список на најзагрозени, па во соработка со Црвениот крст да им обезбедиме основна покуќнина, кревети, ќебиња, постелнини, сите оние работи што се основни за да колку толку продолжат да живеат нормално и во меѓувреме мора да бараме едно системско решение за трајно сместување и уредување на речното корито. Во евакуацијата на жителите учествува општината, ДЗС, Црвениот крст и службите од Кичево. Жителите на ова место бара да бидат сместени во социјални станови кои се обезбедени во градот. Меѓутоа градоначалникот вели има 30 станови, но никој во минатото не презал мерки да се обезбеди струја и вода во нив. Планот му е вели да им се најде трајно живеалишта, наместо повторно да бидат вратени во куќите до следната поплава. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Тамара, што велат од ЦУ, како е низ останатите делови од државата? Да, покрај Кичевскиот регион, кој што беше најкритичен, меѓутоа исто така и Охридскиот, штети има и во Битолскиот регион, каде што има излевање на реки, во Полошкиот регион, каде што има одрони, меѓутоа и Вардар излеан во неколку села. Од Центарот за управување со кризи вела дека службите се на терен за санирање на штетите, а деталите да ги слушнеме и од портпаролката на ЦУК, Надица Вчкова. Во Битолскиот регион забележано е излевање на повеќе водотеци со поплавени домови и дворни површини. Утро во општина Битола имаше состанок на кризен штаб од повеќе субјекти, со повеќе надлежни субјекти за изготвување на план со приоритет за дејствување на екипите што ќе бидат излезени на терен. Во општина Кривогаштани излеана е Крушевска река и поплавени се неколку ниви. Во општина Долнени во село Лажани од затнати канали се поплавени неколку семејни куќи. Градежна механизација е на терен и се работи на санирање на штетата предизвикана од дождовите. Во Полошкиот регион регистрирани се свлечишта, одрони и поплави, при што дел од локалните патни правци се тешко проодни. Службите се моментално и се уште постојано на терен и преземаат активности за расчистување и заштита на населението. Излевање на реката Вардар има во село Стримница во општина Желино. За сега нема поплавено куќи и објекти на овој регион. Водата е во земјоделско земјиште и земјен пат, а од општина Тетово упатена е градежна механизација на терен за да се исчисти свлечиштето кај местноста Бањиче. Излевање на Лакавичка река има во село Мало Турчане, како и Сушечка река во Горна Бањица во општина Гостивар. Апелираме до граѓаните да бидат внимателни, да ги следат препораките од надлежните институции, доколку забележат одреден ризик или опасност по нивниот живот или здравје, да се јават на бесплатниот телефонски број за итни повици на Центарот за управување со кризи 112. Тамара Дичевска, благодарам за овие информации, ќе следиме состојбата и во Централниот дневник. Поплавени куќи, дворови и непроодни улици во Охрид. Поројните дождови оставија голем дел од граѓаните будни во текот на изминатата ноќ. На терен делуваат сите локални јавни претпријатија.
Поплавени куќи, подруми и дворови, непроодни улици и заглавени автомобили под вода, излеани реки. Ваква е сликата во Охрид по обилните врнежи од дожд. Дел од граѓаните божикните празници ги поминаа будно исправувајќи се со невремето. Кризниот штаб на итен состанок преку мапирање на критичните точки ги интензивира теренските активности. Наврнато огромно количество на дожд, најмногу во Охрид во Македонија, околу 60 литри на метар кубен, и представува сериозен предизвик. И ова снег што заврна Сабајлево до одредена висина планините ќе представува сериозен предизвик во наредните 24 часа. Најголем проблем, без исклучок, кој што го создават е Коселска река и она кое што надоаѓа од Дебелополе по каналите. Отворени се, постојат на 2-3 места канали отворени кои што 30 години вода не примиле, значи тоа после 30 години се случуваат и добар дел од куќите кои што се тука се веќе поплавени и се во опасност поплавата нормално продолжи, таа Коселска река е излиена на неколку места. Екипите на општинските јавни предпријатија интензивно работат на терен на повеќе локации за надминување на проблемите предизвикани од обилните врнежи од дожд. Уште еден проблем има кај населбата Рачак е булеварот, поврзано со патниот правец према Охрид е сериозно поплавен, па ќе се проба со некакви бразди во зелениот појас да се среди сето тоа, така да предизвик голем ке во наредните 24 часа. Ама не се само овие 24 часа, Охрид врни константно доста денови, буквално се повторува оно што се случи пред отприлика месец и половина, така да ние сме во полна снага како кризен штаб. Од општина Охрид велат дека состојбата постојано се следи и апелираат граѓаните да избегнуваат движење низ ризичните подрачја и навремено да пријавуваат критични состојби до надлежните служби. Нина Аритоновска, Сител телевизија. На истокот од државата проблем предизвикуваат одрони на патиштата. Најсериозно е на делницата помеѓу Делчево и Македонска каменица. Се извинувам за техничкиот проблем, прилогот ќе го погледнеме во Централниот дневник во 19 часот. А дождот и снегот предизвикуваат проблеми низ целиот регион. Под вода се делови од Косово. Институтот за јавно здравје бележи за над 2 пати повеќе болни за една недела. Агент на Федералната служба за имиграција уби жена во Минеаполис. Федералните власти тврдат дека било самоодбрана. За локалните потегот е неоправдан. Грипот ги полни амбуланти, тематичните лекари велат дека новогодишните празнувања и прославите дале резултатот. Прославите пред Нова година и собирите за време на празниците го расширија грипот. Периодов ординациите на матичните лекари се полни со болни граѓани. Бројот на пациенти со симптоми карактеристични на грип почнал да се зголемува во последната недела од декември. Најчесто се појавуваат со симптоматологија висока температура. Таа е температура од 39 па дури 40 степени, што е нормална за грипот и трае по 5-6, па кај некои пациенти до 7 дена. Се појавуваат со една изразита омалаченост, со една изразита главоболка, која што исто трае по неколку дена, класични болки во телото, во коските, во пределот на крлицата, значи во грбот, замор, потоа може да се појави некое гребење во грлото и сувана дразнителна кашлица. Доколку некој ги има овие симптоми, да не паничи и да не трча веднаш на лекар, советува доктор Ѓоргиевски. Треба да се плашат. Во првите 3 дена тоа е нормална симптоматологија на грип и не постои некој чаровен лек кој што ќе им помогне. Треба да пијат бруфени, аналгетици и слично за намалување на температурата и во консултација со лекар да употребат, ако има потреба, од некој антивирален лек. Ако температурата после 3 дена продолжи да е висока и во текот на 2 до 3 часа по пиење на аналгетиците повторно се качува, се појавува некоја засилена сува кашлица или кашлица со искашлок, стегање во градите и поизразито малаксеност, тогаш веќе треба да консултираат лекар, бидејќи може да се накалеме некоја бактериска инфекција како дополнителен причинител.
Инаку вирусолошките испитувања покажаа дека оваа сезона во Македонија циркулира грип од типот А. Александар Динев, Сител телевизија. Зголемен број на болни бележи Институтот за јавно здравје во првата недела од јануари, има за над 2 пати повеќе болни од пред една недела. Се забележува значително зголемување на бројот и инциденцијата на заболувања слични на грип на неделно ниво. Во текот на првата недела од 2026 година за прв пат во сезоната е регистрирана средна активност на грипот на национално ниво. Согласно овие податоци, во Македонија има висок интензитет на вирусот на грип со очекување на понатамошно зголемување во наредниот период. Ова не е ништо ново, со оглед на периодот во кој што се наоѓаме, со многу празници, со многу прослави и собирања. Ова е нешто кое што е на некој начин очекувано. Пикот според историските податоци го очекуваме да биде во втората половина на овој месец и во првата половина на месец февруар. Со враќањето на децата во училиште очекуваме дека и бројот на лица кои што ќе бидат заболени со грип или заболување на слични на грип може да биде и зголемен. Каде има најмногу болни од грип? Дали е можно продолжување на зимскиот распуст, кога се очекува најголема активност на вирусот и како да се заштитат граѓаните? По тема на денот со директорката на Институтот за јавно здравје Маријан Доновска.